семејна богослужба, овие богослужби ми се едни од најтешките да ги припремам, затоа што децата слушаат, навистина обрнуваат внимание. Сега да видам. Дечки, спремни? Деца, може? Гледате тука што имам. Тука сме сега на едно Божјо патешествие. Ова е целата библиска прикажана овде, но денеска ќе зборуваме Божјиот прекрасен подарок. Ќе зборуваме за Божјиот прекрасен подарок. Ќе имаме 7 сцени од оваа библиска приказна, преку кои ќе раскажеме случката од Новиот Завет, кој се нарекува, ние нарекуваме роденденот на црквата. Тој е духов ден. Ајде да слушнеме како почнува приказната. Може ли, дечки, да слушнеме како почнува приказната и возрасти слушате и вие, па секоја сцена ќе ја разложиме како што треба. Целиот свет беа дојдени во Ерусалим за празникот Педесетница. Исусовите средбеници исто така беа таму. Тие беа собрани заедно, чекајќи го подарокот кој Исус им го вети. Додека чекаме, така чекале евреи, така се чека иначе, гледате. Гледате ли како се чека? Што се случува? Ова е сцената од како Исус воскреснал, се видел со своите апостоли 40 дена, разговарал со нив, им кажал една многу важна работа, им кажал не бегајте од Ерусалим, затоа што имам нешто за вас, ќе го пратам утешителот. Чекајте овде додека не дојде оној кој ќе ве оснажи, за да можете да ја вршите мисијата во која ве праќам. И тој празникот Педесетница. Педесетница празникот не е нешто што се случило само во Новиот Завет. Педесетница е остави празникот кој доаѓа од Стариот Завет. Всушност, секој празник кој го читаме во Новиот Завет е всушност еврејски празник. Но Исус дава едно ново светло на тој празник. Педесетница во Стариот Завет бил моментот кога израелците стоја пред планината Синај. Ако ви текнува, кога израелците излегува од Египет, кога го поминуваат Црвеното море и кога беше многу драматично. Тие дојдоа пред планината Синај и таму се сретна со Господ, таму го примија законот Божи. Тоа традиционално бил празникот Педесетница во Стариот Завет. Тој е многу важен момент. Иначе, Педесетница е моментот кога Израел станува Израел, ја добива таа улога на Израел, да биде Божи народ, да биде пратеник во овој свет, да биде оној преку кого Господ ќе го излее целиот благослов на сите народи во овој свет. Има еден збор кој се употребува за тој даден момент во Стариот Завет, а тој е зборот теофанија. Теофанија, има ли некој тука што се вика теофанија? Нема, во нашиот народ има теофани неколку, има Стефани, да. Има теофанија. Теофанија, преведено на нашки, значи богојавление. Тој е момент кога се јавува или се открива Господ. Богојавление. А како изгледа богојавление? Како изгледа таа теофанија? И читам од Излез 19 глава, 16 до 19 стих. Еве што израелците виделе пред нив додека го чекале Божјото откровение пред да го примат законот. Вели вака: а третиот ден на осамнување загрме, тоа е фактички изгрева сонцето по полека и одеднаш слушате грмење, молњи и така натаму. Вели вака: а третиот ден на осамнување загреме и молњи засветкаа и настана густ облак над планината и затруми труба со многу силен глас, така што затрепа и сиот народ кој беше во логорот. Тогаш Мојсей го изведе народот од логорот за да го пресретне Бога и застана во подножјето на планината. А Синајската планина целата беше во дим, зашто Господ беше слегол на неа во оган и дим се креваше од неа како дим од печка. И целата планина силно се тресеше и гласот на трубата стануваше се посилен. Мојсей зборуваше, а Господ му одговараше гласно. Не слушате сега по-добро? Ле, сум го слушал добро. Вале се намачи таму позади.
Секогаш кога го читам овој текст, замислувам како стојам на подножјето на водно. Замислете, стоите овака на подножјето на водно и гледате нагоре. И оттеднаш целата планина се исполнува со дим водно, крстот го снемува, немува антената таму што е изградена, не знам што е таму, го снемува, гледате молњи, слушате многу силен глас кој оддекнува, продорен глас, многу страшен. Не знам дали бил длабок или бил висок глас, појма немам. Едноставно кажува дека бил многу силен глас. И на се друго се тресе целата планина, вие стоите таму, не смеете да мрдате, не смеете да дојдете горе, не смеете да бегате, тоа е тоа, чекате, гледате, пред вас гледате една гледка како да експлодира некој вулкан. И сикате што е тоа? И треба да видите што е тоа што Господ го прави. Кога зборуваме за богојавление или за теофанија, за нешто вакво мислим. Во Стариот Завет, кога ги кажа теофанија, обично ние кога нас Господ ни се објавува, очекуваме Господ да ни каже нешто, знаете што очекуваме? Пеперутки во стомакот и топло чувство овде во граите. Кога зборуваме во Стариот Завет за богојавление, зборуваме за нешто вакво. За нешто толку драматично, толку страшно, што евреите, ако читате во продолжетокот 21 глава, тие го молат Мојсеј. Му викат, те молам, ти зборувај ни. Само Господ да не ни зборува затоа што ќе умреме. Израелците го виделе Бог додека биле во Египет. Тие додека биле во Египет го виделе како Бог дејства. Но интересно е како тоа, кога Божите казни паѓаат врз Египет, израелците беа поштедени во целост, ништо на нив не им се деси. И мислам дека тие во тој момент запознаа само една страна од Бог. Знаете, кога стоите со Бог и кога лошото се случува на другиот, ти се чувстваш како да не е страшна работа, да се почувствува Божјата казна, да се почувствува Божјата праведност и така натаму. Врз другиот е полесно. И кога ќе видиме Бог како дејства сега вака со својата праведност, со својот жар, и тоа паѓа врз нас, тоа веќе малку друга приказна. Мислам дека тоа беше моментот во кој сите чуда што ги искусија, почнаа да ги земат здраво за готово. Кога гледаме дека Бог постојано нешто ни прави, ни помага, почнуваме Бог да го земе здраво за готово. Како израелците, почнуваме со тоа што го викаме ние у модерно време entitlement. Очекуваме дека така мора да биде. Разбирате, не очекуваме нешто друго од Бог. Очекуваме дека само рано ќе ни се дешава, дека Бог ќе ни ги реши сите проблеми, тоест не ќе ни ги реши, тој мора да ги реши сите проблеми, мора, очекуваме. Очекуваме дека мора така да лесно да тече животот, како нешто да им следува цело време, како маната што им паѓаше од небото, ти очекува дека тоа им следува на нив, што треба да прават сега. Како да Бог мора сега да постела пред нив некоја патека. Се они кај да сгазнат да биде тип-топ. Синај беше моментот кога тие го запознаа Бог во вистинско светло. Тоа беше семоќниот Бог, кој не можеш да го ставиш во джеб, или да го прилагодиш за тоа што тебе ти треба, или преку жалење или лекање да го примораш да прави она што тебе ти одговара. Израелците така се обидуваат. Ако нешто не им чинеше, прво не можеа на Бог да му се жалат, тие отидоа кај Мојсе. Јас искрено ви кажам, не сакам да сум во кожата на Мојсе. Обично во црквените кругови сите сакаме сме пророци, проповедници, евангелизатори, што е да е. Апостол Павле вика, знаете што, внимавајте што барате. Внимавајте што барате. И јас не сакам да сум пророк. Посебно не на место на Мојсе. А тоа да имаш 2 милиони народ константно да се жали. Константно. Толку се жалеа што веќе и Бог му дојде преку глава. Замислете. Бог кој е долго трпелив, многу потрпелив од Живко, на Бог му дојде преку глава. Вика, ова више не иде вака. Не може ова да продолжи вака. Ти мисле дека со тоа жалење, гунџање, лелекање, ќе му е свиткан раката на Бог, да Бог действа како што тие сакаат. Така бе израелците. Тама нешто немаше да им одговара, ќе почне со жалење и кукање кај Мојсија. Планината Синај беше богојавление, беше теофанија. Израелците видеа дека Бог е суверен и дека тој действува како што тој мисли и смета дека треба да действува.
Наместо ние да го условуваме Бог, ние не може да го условиме Бог, наместо ние да го условуваме да действа како што ние сакаме, тој нас не повикува да се придружиме на неговиот план. Тоа е еден обратен процес. Облакот, чадот, молните, треперењето на планината, пресилниот глас Божи кој го слуша, го открија Бог во неговото вистинско светло. Во тој момент тој беше сокриен во облакот, затоа што ниеден човек не беше во состојба да го види Бог и да преживее. Кога Мојсе сакаше да го види Бог, Бог му кажа на Мојсе: не е можно овој човек мене да ме види со своји очи и да преживее. Тоа не е можно. Ниеден човек не е достоен да ја види мојата слава и да остане жив. Сега, ако се прашувате за зошто баш облакот беше таму и зошто обично облакот се опишува во Стариот Завет, го има облакот тука, го има облакот во посетувањето на храмот, ако ви текнува. Ако сте го читале тој дел, Соломон се моли за Господ да го преплави храмот и Бог доаѓа и вика црн чад, црн облак го засени целиот храм и се прашувате подобро зошто облак. Треба да знаете дека облакот всушност беше израз на Божјата милост и благодат кон луѓето. Облакот, верували или не, беше Божјата милост кон нас. Зошто? Облакот ги штитеше луѓето од Бог и неговата слава. За Бог да може да биде со нив, а тие да преживеат. Всушност облакот го сокриваше Бог не затоа што Бог сакаше да се крие, туку затоа што ние не бевме во состојба да го гледаме, а Бог сепак сакаше да биде со нас. Тоа е облакот. Тоа го представува облакот во Стариот Завет. Тоа беше празникот Педесетница во Стариот Завет и кој за евреите беше во вид на, како да кажам, во Стариот Завет Педесетница значеше примањето на 10 Божји заповеди и законот Божји, исклучувањето на заветот кој Бог го склучи со нив. 10 заповеди не морам да нагласам колку се важни, не само за евреите, туку за цела западна цивилизација. Целиот правосуден систем ни се базира токму на тоа откровение. 10 Божји заповеди. Тоа беше моментот кога тие го примија законот Божји. Тоа беше сршта на нивниот идентитет кој тие се. Сршта на нивниот идентитет. Духов ден, ово што денес го празнуваме, кој е новозаветната верзија на Педесетница, почна слично, но нешто сосема ново и друго се случи. Да видиме што се случи. Деца, може? Гледайте сега тука што ќе се случи. Може? Идемо дале. Слушате што ќе каже овој сега читател. За време на празникот пристигна Божиот подарок. Се започна со еден звук. Тоа беше звук како ветар кој дува и тој звук ја исполни куќата во која чекаа. Видите го ветрот како се живо дува. Што се случи за време на Педесетница? Имаме ни еден запис од дел апостолски, кај што вели вака: кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа заедно на исто место, тогаш ненадејно се создаде шум од небото како силен ветер кој го дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. Галамата, ветрот, звукот, па и некаков дури како потрес. Сето тоа што го читаме сега во Новиот Завет потсетува на моментот од Стариот Завет кој досега го зборувавме за таа теофанија од Стариот Завет, со една важна разлика во тоа што се случи после тоа. После тој настан. Во оваа сцена има нешто слично со првото богојавление на планината Синај, но има и нешто различно. Што е сличното? Што е сличното со ова првата Педесетница? Бог сега во овој момент повторно се спушта. Во првата сцена Бог се спушти на планината Синај и како Израел го виде тоа, беше како една ерупција на вулкан. Тоа го видоа, се тресеше целата планина, вели облакот кој одеше пред нив се спушти на планината. Значи Бог се спушти. Тоа е многу важен аспект. Сличноста е дека Бог се спушти. Тој доаѓа кај нас. Бог доаѓа кај човекот. И тоа е многу важно. Немате појма колку е важно тоа. Ние, јас и ти, не можеме да отидеме кај него. И затоа тој доаѓа кај нас. Сличноста е во тоа дека Бог превзема чекор да се доближи до човекот.
Бог е тој кој има иницијативата да не се приближи на сите нас. Има една позната икона за Великден, денот кога Исус воскресна, и ќе ја видиме сега. Мислам дека имам, еве ја, гледате. Ова е едно од најпознатите икони за Великден, за воскресението Христово. Што мислите, кои се тие? Гледате, ова е Исус, очигледно ова е Исус, така? И имаме тука еден маж и една жена. Што мислите, кои се тие? Чудно е тоа, нели? Исус и сега држи маж и жена за рака. Кои се тие луѓе, знаете ли? Не. Не знаете? Ќе ви кажам кои се тие. Тие се Адам и Ева. Тие се Адам и Ева. Символички е прикажано дека Исус дојде да го откупи и да го спаси човештвото. И го направи она што нашите прародители Адам и Ева не може да го направат. Тоа што е посебно кај иконата, видите само како Исус ги држи за рацете, така? Ама гледате како Исус ги држи. Адам и Ева не се ни во состојба да ја фатат дланката на Исус. И затоа Исус ги држи овде за глуждот. Затоа што Адам и Ева се слаби. И Исус е оној кој е силниот. Исус е оној кој ги фаќа за рака, дури тогаш кога тие не можат да го фатат ни за рака, не можат да ја фатат ни подадената рака кој Исус им е дава. Исус ги фаќа за глуждот и го спасува човештвото. Со други зборови, иницијативата и делото на спасение е целосно негово. Нема никаква заслуга за тоа. Символички, иницијативата за она што сега ние го уживаме, за едништвото со Бог и со верните околу нас, секогаш била Божја иницијатива. Тоа е исто во приказната помеѓу првата 50-ница и втората 50-ница. Но има и нешто различно. Фактички сличноста е дека иницијативата за човекот да има заедништво со Бог е целосна на Бог. Бог ја прави таа иницијатива, Бог доаѓа, Бог прави чекор кон нас. Но има нешто различно помеѓу првата и втората 50-ница. Што е тоа? Додека првата сцена на Синај сите се исплашија и мислеа дека ќе умрат, сега нешто сосема поинако се случува. Сега тие што всушност го видоа Божјото спуштање одблизу, на втората 50-ница на Духов ден, не само што не се уплашија, туку и стана екстра храбри. Изборува за Исус и за тоа што тој го направи за сите, па дури и на сите што не ги разбираат, тие отидоа храбро им зборуваа. Не знаат дали ги разбираат, дали не ги разбираат, тие едноставно отидоа и проповедаа за Исус. Но Бог им даде способност да можат да им кажат за Исус и на луѓе чиј јазик тие не го ни познаваа. Понекогаш со децата се зборуваме за колку и од кого се срамиме. Нели кога сме деца се срамиме, обично не сакаме да се поздравиме вака и натаму. Кјутиме кога ќе дојдеме, обично срамот го гледаме како некултура. Детево се срами, не може да погледне нагоре, направи здраво, срамота е ова, испочитува го човекот, нели ово, оно. Но децево се срамат, камо ли па да зборат нешто. Е во овој момент апостолите не само што не се срамеа, туку тие отидаа да им проповедат на луѓе што не ги ни разбираат од некои други краишта на светот. Не можеше никој да ги сопре. Има нешто посебно во оваа сцена. На првата 50-ница на сите им беше забрането да се приближат до планината. Сите. И само Мојсей можеше и отиде во црниот и густ облак каде што се наоѓаше Бог. Значи во првата 50-ница народот стоеше околу планината, уствари имаше изградено коридор околу планината. Имаше поставена како линија, како граница и Бог му кажа на Мојсей: никој, апсолутно никој не смее да премине оваа граница и да се искачи на планината. Никој не смее. Ако читаме овој Излез 24 глава, ќе видиме дека тоа никој, Бог повторно е секогаш милостив. На крајот линијата не ја премина само Мојсей, туку ја премина Исус Навин и старешините израелски, и таму како е заклучок на склучување на заветот е заедничка вечера со Господ помеѓу израелските старешини, фактички израелскиот народ и самиот Бог. Но кога се даваше законот, единствен кој влезе во црниот густ облак беше Мојсей. Единствен. А сега во овој случај
нешто сосема друго се случува. Видете што пишува во Дела 2 глава 3-4 стих. Вели вака: им се јавија јазици како од пламен, и децата сега ги цртаат тие мали пламчиња во сликите што ги бојат, кои се разделува и се спуштија по еден над секого од нив посебно. И сите се исполнија со Дух Свети. Има ли некои посебни луѓе тука? Има ли некој одвоен да кажеме, овие го примија, ама овие уште требаше да поработат малце? Сите се исполнија со Дух Свети. Над сите се симна пламен од Светиот Дух. Сите се исполнија со Дух Свети. Божјото присуство дојде врз сите и во тој момент, онака како што Мојсей имаше посебен однос со Бог и само тој можеше да му приде на Бог на таков близок начин, сега најмалиот и најневажниот во собата имаше уште поблиска средба со Бог, бидејќи во тој момент Бог не се објави само во тие знаци кои беа видливи, како чадот, молњите и така натаму, туку Бог се објави внатре во срцата на луѓето. Бог влезе во животот на луѓето. Пишува дека сите се исполнија со Божјиот Дух. Дали си исполнет со Божјиот Дух? Дали сме исполнети со Божјиот Дух? Дали можеме да немаме појма што значи тоа? Дали сме исполнети со Божјиот Дух? Затоа што Светиот Дух е дар за секое дете Божјо, да бидеме исполнети со Неговиот Дух. Без Божјиот Дух не можеме ние ништо да направиме. Можеме да направиме што сакаме. Без Божјиот Дух не можеме ни да мрднеме. Во сцена 3, дечки, трета сцена, може? Потоа, нешто што изгледаше како оган се спушти на секој еден од нив. Тогаш Божиот Свет Дух ги исполни сите во просторијата и им даде способност да зборуваат на разни јазици. Океј. Го слушнаме тоа што треба да го добијам. Океј. Значи Светиот Дух слезе врз сите како мали пламени, како оган се спушти врз секој еден од нив. Во таа соба имало 120 души, така завршува овој текст. И од тоа што го читаме, таму биле најблиските пријатели на Исус, значи апостолите биле таму, сите во таа соба. Биле роднините на Исус, таму пишува дека била Марија со браќата на Исус. Како, например, неговото семејство, но некој кој само многу сака Исус исто така беа во таа соба. Кога се спушта Светиот Дух, во тој момент, тоест не се спушта само на тие најважните и најпаметните, тие што се познати во Новиот Завет, туку се спушта врз сите, бидејќи Светиот Дух е подарок, како што вели ова библиска апликација, подарок од Исус за сите кои веруваат во Него. Со Светиот Дух се исполнија сите кои беа во таа соба. Светиот Дух е Божјото присуство сега во нас додека ние сме на земјата. Ако се прашувате подобро како е Бог сега со нас, нели Исус вети дека ќе бидам со вас до крајот на времето. Како Бог сега е со нас? Како Исус може да биде со нас? Како може да биде Исус сега со нас во заедништво? Па преку Светиот Дух. Преку Светиот Дух Исус пребива во секој еден од нас. Бог доаѓа во нас и живее и ни дава сила да можеме да живееме онака како што тој ни повикува да живееме. Понекогаш што е тешко да се биде послушен на Бог. Деца, да ве прашам нешто. Тешко ли е понекогаш да се биде послушен? Не. Понекогаш само, малце. Понекогаш е тешко да се биде послушен, така, на родителите, ама уште потешко е да се биде послушен на Бог. Потешко е, тој ни заповеда да живееме на одреден начин. Но во тие моменти ние секогаш можеме, кога ни е тешко, да се помолиме и да бараме од Бог да ни даде сила. Како? Па преку Неговиот Свет Дух кој живее во нас. Да живееме верно, како што тој ни заповеда. Тоа се случува со секој кој ќе го почувствува Светиот Дух, дарот кој Исус го имаше за црквата и за сите тие што веруваа во Него. Дали понекогаш се чувствуваш дека немаш сила да продолжиш понатаму? Дали понекогаш се чувствуваш дека
едноставно ти е доста од се, мора да пауза да направиш некакво од нешто. Имаше една стара приказна тука, Мирче, тој пасторот што беше во Скопје, што почина, вика доаѓа една жена и го праша, вика Мирче, добро сега ти си пастор. Вика да. И вика ти си христијанин цело време? Цело време сум христијанин. Као вика 24 сати на ден си христијанин. Па да. Вика тоа е невозможно. И знаете што жената е искрена. Не е едноставно да се биде христијанин 24 сати на ден. Едноставно тешко е. Но Господ дава сила. Сегаш кога ќе бидеме изморени, сегаш кога ќе ни дојде преку глава, сегаш кога ќе ни биде тешко да послушаме, да бидеме послушни, секогаш кога ќе ни биде тешко да ги следиме, секогаш ти негови чекори и негови заповеди, секогаш кога ќе ни биде тешко да служиме наоколу, на луѓето околу нас, Господ дава сила. Има една стара приказна за еден британски мисионер, тоест свештеник, заборев само како се викаше, сега името не ми текнува. Тој уствари е зачетник на сите сиропиталишта во Англија. Вели тој во својот живот служел на, не знам, илјадници, десетици илјади деца, без да побара донација од ниеден човек. Во некои денешни пресметки се пресметува дека човекот низ него за да се грижи за сите тие сирачења во Лондон и во Англија во тоа време, потрошил над 300 милиони фунти. Човекот не побарал ни една фунта за донација, за мисијата која извршил, затоа што Господ едноставно го дал тоа што треба да го даде преку него. Господ го обезбедил тоа. Си викате, добро, како е можно да се води таква мисија, а тој немал устилот некоја организација, ништо од тоа немал. Човекот едноставно го служил на Господ тоа што бил повикан. Господ дал и ресурси, Господ дал и сила, Господ дал се што треба за да може тој човек да работи. Ако се сретнеме со потешкоти, како да продолжиме понатаму, како да го живееме овој живот како што треба понатаму? Одговорот е ова. Светиот Дух, преку Светиот Дух Господ не оснажува. И одиме до четвртата сцена, која е многу важна. Деца, може? Сцена број 4 се гледали таму? Добро. Може ли? Сцена број 4. Джул, гледаш? Can you see? Alright. Евреите од другите делови на светот ги слушнаа и беа зачудени. Овие луѓе ги зборуваат нашите јазици, рекоа тие, и ги објавуваат прекрасните нешта кои Бог ги направил. Окей. Четвртата сцена ни покажува дека таму каде што Бог те праќа, а Бог понекогаш не праќа на чудни места, не праќа на тешки места, таму каде што Бог те праќа, за таа задача тој ќе те оспособи и ќе ти даде знаење и можност да го направиш тоа за кој тој те пратил. Стравот исчезнува не затоа што си викам јас можам, значи повикот во мисија, повикот во вера во Христос не е некоја само не е некоја стварна само доверба која ние имаме доверба во самите нас дека ние можеме тоа да го правиме, туку довербата е во Господ, дека тој ќе обезбеди тоа што ни е потребно за да можеме да одиме таму каде што тој не праќа. Бог може и тој ќе знае како да ме припреми за тоа што следува. Она што Бог ни кажува, понекогаш да го направиме е толку тешко и големо што ние нема шанси да го направиме. Ако тој не ни даде сила за да го направиме. Во овој случај Исус им кажа на учениците вака: слушајте кои се последните зборови на Исус, оние зборови со кои тој ги праќа. Вели вака: затоа одете и направете од сите народи мои ученици. Океј, тука да застанам. Модерниот пристап знаете ли кој е? Да направиме стратегија. Слушно, значи, колку сме тука? Да кажеме 30 души. Секој треба да научи посебен јазик, 30 јазици да научиме, за да може да извршиме таа мисија. Што мислите? Така тргна учениците со таа стратегија. Ајде да седнеме се да направиме 5-10 годишен план. Утре са бајли. Ти едноставно отидоа и го проповеда евангелието. Не значи дека нема стратегија, дека имаше безреди. Не се работи за тоа. Се работеше дека она што тие за она за кој тие беа одговорни беше да го проповедаат евангелието. Да одат во таа мисија, а се што требаше Бог ќе обезбедеше за нив попат.
Онака како што Исус ги учеше апостолите да одат да проповедаат и викаше не земајте екстра облека, не земајте више од пари, не земајте стап во воно ништо. Јас ќе се грижам за вас. Вие одете, проповедајте го евангелието. Обично ние почнуваме наопаку, разбирате? И тој што почнува наопаку онака како што Бог кажува, честопати од наша гледна точка се гледа како еден незрел акт. Незрело дејствување. Овој човек не се однесува возрастно, затоа што тој скока од една во друга и така натаму. Кога Бог не повикува, тој не повикува да му веруваме во таа мисија. Да одиме да го правиме она кое тој ни го заповеда да го правиме, а успат он ќе се погрижи за сите детали да бидат обезбедени. Што и да е тоа кој треба да биде обезбеден. Да почнеме да одиме во мисија како што треба. Исус ги праќа по целиот свет и тоа значеше да зборуваат на многу други јазици. Кој од нас знае повеќе јазици од англиски и македонски, да кажеме? Знае ли некој уште еден јазик барем? Кој јазик го знаеш? Фарси. Најс. Няма да знам. Кој? Француски, јапонски, корејски. Браво. Ја мислам дека кој? Германски, ова, како се вика? Шпански, Шпански? Не, шпански. овој. Хрватски. англиски, бритиш, Не, како се викаше? Српски? српски, добро. Грчки се. Грчки и српски. И грчки знаеш. Други јазици? Ја мислам шпански, Хрватски. хрватски, добро. Нема везе. Ги знаат, јас тоа го земам здраво за готово, веќе се готово. И мислам дека оваа црква е спремна за мисијата, тоа е тоа. Ние сме спремни да го исполниме она за кој Исус нас не праќа по цел свет. Вау! Во овој случај, Бог на учениците им даде способност да зборуваат на други јазици без тие да го учат тој нов јазик. А зошто Бог тоа го направи? Што беше тоа толку важно за Бог да направи толку големо чудо? Тоа е големо чудо. Едноставно седите со некој кој не го знаете јазикот, а се разбирате. За мене тоа е огромно чудо. Огромно чудо. Зошто? Што беше толку тоа важно? Важноста да видиме зошто тоа се случи е петата сцена. Деца, може? Да. Зошто тие луѓе почнаа да зборуваат на други јазици? Ајде да видиме. Тоа е Божји подарок, објасни Петар. Објасни Петар. Ова беше ветено многу одамна. Ние го добивме преку Исус, Месијата. Вие го распнавте, но Бог го врати во живот. Знаете ли што е тоа? Како нарекуваме тоа во Новиот Завет, знаете ли? Во Новиот Завет тоа се вика радосната вест. Тоа е евангелието кое црквата го проповеда. Радосната вест. Радосната вест за Исус. Секогаш кога ја кажуваме приказната за Исус на другите луѓе, да знаете дека ја кажувате најрадосната вест во целиот свет. Зошто? Затоа што Исус преку тоа што дојде и умре за нас и воскреса за нас, тој ни овозможи многу лесно и преку молитва да дојдеме кај Бог без да се плашиме како што се плаше израелците во Стариот Завет. Ако во Стариот Завет израелците стоја пред планината Сина и беа мртви уплашени, сега Исус знаете што вика? Сега веќе нема страв. Сега слободно може да се искачеме на планината, да го сретнеме Бог, да седиме со Него, да се разговараме со Него, да уживаме со Него и да не биде прекрасно. Зошто? Затоа што Исус сега го отвори патот слободно за секој еден од нас. Преку наједноставната молитва. Еве кога ќе направиме вака, молитва, и кога ќе почнеме да се молиме, ние веќе имаме пристап до Бог. И Бог не слуша. Бог е ист денес како што бил и на планината Синај, кога се објавил, кога сите израелци толку се уплашиле што мислеле дека ќе умрат. Сега истиот Бог, затоа што Исус ни го отвори патот до Бог, не повикува секој ден да му придеме во молитва без никаков страв. Тоа е огромна радосна вест. Радосната вест воедно значи
Знаете ли што радосната вест, сега ви кажам, е радосна затоа што има вклучување и исклучување. Тоа е радосната вест, значи вклучување на сите кои ќе поверуваат во Исус, но значи исклучување на сите кои откако ќе ја чуат радосната вест и ќе ја одбијат, значи исклучување. Вклучување и исклучување. Радосната вест е радосна за оние кои ќе ја прифатат радосната вест. И доаѓаме до она многу важно прашање. Видете шестата сцена. Спремни деца? Уште две сцени има. Шеста сцена. Што треба да правиме? Растажени прашаа луѓето. Престанете да правите лошо, рече Петар. Верувајте во Исус Христос. Тој ќе ви ги прости гревовите и ќе ви го даде неговиот свет дух. Ова е вистинското прашање. Откако ќе ја слушнете радосната вест за Исус, она што луѓето го направи во првиот век, го праша Петар. Што да направиме сега? Што да правиме сега? Слушна за Исус, што да правиме сега? Што треба да направиме? Деца, возрастни, дали сте го поставиле ова прашање? Што да направиме сега? Слушна за Исус, слушна за радосната вест, што да правам сега? Откако сте ја слушнале, што Исус направил за сите нас, дали сте се прашали, а што треба сега да направам јас? Може би некој од нас, без разлика дали е возрастен или дете, си вика, па јас сакам само да биде фер работа. Јас само сакам само ферски да биде целата работа. Јас сакам правда некаква да има ферски однос во светот, сите да живееме заедно, она големо братолюбие. Во бивша Југославија тоа се викаше братство, единство. Некако не ни успеа тоа, се спотекнавме на крај. Сакаме само да бидеме во едно убаво, праведно општество. Сите да бидеме ферски. Јас ништо лошо не сум направил. А што да правиме со тоа кога се караме, кога сме непослушни, кога сме себични, кога лажеме, кога се занесуваме дека сме најважни, дека моето што јас поминуваме најважно? Што да правиме тогаш кога ние се ставаме во центарот и не ни е важно дали на некој помагаме или служиме, наставно баш ни е гајле? Што да правиме тогаш кога не сме послушни на Божите вечни заповеди за начинот на живот во кој тој не повикувал? Не само затоа што така за него му текнало, туку затоа што тој не создал и знае најдобро како може да се живее животот. А ние сме тврдоглави и си тераме по свое. А ние сакаме само да биде фер. Знаете ли кој е најфер местото во целото создание? Нека место каде што е се ферски. Тоа место во Библијата се вика пеколот. Таму ферски добиваме се што на нас ни следува. Ако сакаме ферски, тоа е ферски. Имав еден професор по мисиологија, тоа сум го кажал неколку пати, пак ќе го кажам. Вика, зборот фер престана да важи во Еденската градина. Од тогаш наомо нема ништо фер. Ние требаше да умреме и имаше еден пастор кој му дојде преку глава, вика, му поставија прашање, па вика, нели беше казната престрога за Адам и Ева дека кога каснаа од плодот кој не требаше да каснат, вика едноставно животот им се полош стана и така натаму, па гревот и така натаму. И овој пастор вика, па шо е на вас во луѓе? Дека нели сваќате дека прво Бог му каже на Адам, денот кога ќе каснеш од тој плод, ти ќе умреш. Вика, умре ли Адам кога касна? Не. Па за каков фер збориме ние? Адам продолжи да живее. Значи од самиот старт на Адам му беше искажана милост и благодат. Од сам старт. Зборот фер веќе не важи. Тоа што треба да го знаеме дека небото е најнеферското место што постои во целото создание. Во небото одат луѓе кои не заслужили таму да бидат, но таму може да бидат само заради жртвата на Исус и нашата исповед на вера во Него, за тоа што Тој го направи. Таму можеме да бидеме само по милост од Бог. И прифаќајќи ја радосната вест од Бог, а тоа е дека Бог не спасил и не искажал милост за да можеме да бидеме со Него. Но повторно, прашањето е, што треба
направаме се. Како да одговорам на тоа? И доаѓаме до последната сцена. Дечки, спремни? Последната сцена. На тој ден 3000 луѓе беа крстени. Тие беа првите од многу кои ќе поверуваат дека Исус ниот Спасител. Малку испрекинато. Кога луѓето поверува, кога праша што да правиме, Петар, знаете што им кажа? Треба да поверувате во Исус, треба да се покаете за вашите гревови и треба да се крстите како еден завет кој го склучувате вие заедно со Исус на исповед на вашата вера. Дали исповедаш вера во Исус? Тогаш треба да се крстиш. Крштението е завет кој ти го склучуваш со Исус и јасно му кажаш дека ќе бидеш со него целиот твој живот. Верувајте во Исус Христос, тој ќе ви ги прости гревовите и ќе ви го даде неговиот свет дух како наследство, бидејќи тоа беше неговото ветување. И на првиот роден ден на црквата, на првиот духов ден, токму тоа и се случи. Луѓето кои се крстија беа исполнети со светиот дух кој им беше ветен. Амин.